Пред се, вештачката интелигенција ќе го направи образованието да биде поперсонализирано, односно виртуелни паметни ментори во стилот на ChatGPT ќе можат да ја следат динамиката на ученикот, односно студентот, да се прилагодуваат на неговиот профил, да можат евентуално да ги класифицираат потешкотиите со кои студентот се соочува со одреден сегмент од материјата или одредено научно поле. Да може исто така да ги предвидува неговите идни интереси за да ги адаптира наставните програми на неговиот иден професионален профил. Значи, персонализацијата пред се, со што би се понудило и едно сосема ново образовно искуство, каде што сите студенти би биле целосно интегрирани во образовниот процес, независно од нивните претходни предзнаења или евентуално недостатоци во однос на наставните програми. Како вештачката интелигенција може да помогне во надминување на бариерата меѓу формалната настава во училница и самостојното учење на учениците? Да. Дигиталните алатки базирани на вештачка интелигенција можат да понудат интерактивни платформи за симулација, каде што како надополнување на традиционалниот метод на учење, студентот ќе може да истражува самостојно, како што спомнавме претходно, сегменти од научното поле, кои за него се помалку познати или евентуално повеќе интересни. Овие модели можат да генерираат автоматски квизови, односно прашалници, тестови за самоевалуација, можат да креираат комплетно персонализирани лекции, односно предавања на негов мајчин јазик, можат да создаваат мини игри преку кои студентот, односно ученикот ќе може да совлада и комплексни задачи, односно научни концепти, кои знаеме дека преку традиционалниот метод не секогаш се добро примени од страна на учениците. Податоците, односно анализата која што се прави, веќе има податок дека вештачката интелигенција во образованието ќе порасне за 50% во наредните години. Дали тоа значи дека наставниците се намалува нивната функција или пак напротив добива нова димензија и нов правец? Не, целта на вештачката интелигенција не е да го замени целосно наставникот, односно учителот. Најверојатно ќе се замени неговата улога и тоа се случува и независно од технолошкиот тренд. Наставникот ќе има повеќе улога на модератор, мотиватор или инспиратор. Ќе треба да ги научи на студентите, односно учениците, како сами да дојдат до одговорите. Тој престанува да има таа формална улога на преносител на факти или информации, бидејќи сето тоа е веќе достапно на едно копче, уште пред ChatGPT. Така што новата улога на наставникот ќе биде да направи еден екосистем каде што студентите ќе можат да се самореализираат, ќе можат да соработуваат меѓусебно и тој ќе биде еден од нив со своето искуство да може да им помогне како да ги користат соодветно овие нови алатки за да дојдат до бараната информација или до вештините кои би сакале да ги стекнат преку наставната програма. Да, новите генерации веќе растат на некој начин со вештачката интелигенција, особено оние кои што се помлади и ќе го започнат тој дел каде што се зголемува употребата токму на вештачката интелигенција во образованието. Меѓутоа, колку и какви обуки ни се потребни за наставниот кадар? Колку време е потребно да се навикнат на овие промени и промената во нивната улога во училница пред учениците?
Да, овие технологии интересно е што се многу интуитивни. Тие користат пред се неструктуриран говор како главен метод за комуникација, различно од она претходно каде што треба да се обучи наставен кадар или ученик да користи различни периферни уреди за работа со компјутер и слично. Новите паметни агенти базирани на вештачка интелигенција можат да го разберат нашиот говор, може да ги разберат нашите гестикулации. Веќе таму се влеваат бројни информации кои се претходно достапни на интернет. Најважно е да се ограничи преку некоја регулатива до кој степен оваа технологија треба да се експлоатира. Треба постепено да се воведува, јас би рекол уште од основното образование, да имаме предмети поврзани со вештачка интелигенција и роботика, бидејќи тие всушност се предводници на четвртата индустријска револуција. Треба да се постави некоја етичка рамка, каде што ќе се знае што треба да се генерира и на кој начин со овие технологии. Веќе гледаме мноштво злоупотреби од загрозување на авторски права, користење на нови системи за автоматизација, евентуално за создавање на лажни онлайн ентитети или лажни вести и така натаму. Да, неопходно е образование во самото образование, каде што ќе се идентификуваат можностите, но исто така и ризиците од употребата на оваа технологија. Голем дел од граѓаните, па и дел од корисниците кои секојдневно користат вештачка интелигенција, сметаат дека на некој начин прекомерното користење на вештачка интелигенција може да доведе до некреативност, па во делот на образованието, доколку добиваме колективна некреативност од страна на учениците, дали тоа ќе влијае врз нивната социјализација? Како треба да се најде балансот помеѓу следењето на технологиите, меѓутоа и задржување на оние клучни вредности што се учат во училиште, особено во основните, а тоа е остварување нови контакти и пријателства кои траат. Да, динамиката, односно комуникацијата ученик, наставник не смее да биде загрозена од овие технологии. Јас би ја извел тука вештачката интелигенција од тоа генерално што го нарекуваме дигитална технологија, бидејќи тоа е веќе поврзано со интерфејсите како што се екраните и слично. И пред се треба да најдеме начин како соодветно да ја интегрираме оваа технологија во формалниот образовен процес за истата да не биде злоупотребувана, бидејќи е реалност што не може да се игнорира и учениците или студентите ќе ја користат и без друго таа алатка. Најдобар пристап е да се изнајде нејзина креативна примена, што се однесува до самата креативност. Јас верувам дека таа ќе биде зголемена, бидејќи ако вештачката интелигенција е подобра од нас во креативноста, тоа значи дека ние не сме доволно добри. И евентуално може да биде само мотив за да ги поместиме собствените бариери и граници кои сме ги поставиле на тоа поле. Таа учи од податоци кои се генерирани од страна на човекот и зазема некоја супер перспектива која може само да ги прошири нашите видици, да не направи покритични, да може да дојдеме во контакти со да се судриме со мислења кои се различни од нашите. Јас мислам дека тука таа ќе има позитивен ефект врз индивидуата и евентуално може само да ја зголеми креативноста. Зборувавте за позитивните ефекти, а еден од можеби најпозитивните податоци кои што ги добиваме во однос на користењето на вештачката интелигенција во училиштата е инклузивноста, така што како кај нас може тоа да се примени, односно од поддршка на ученици со попреченост до уривање јазични бариери. Дали сме подготвени за такво нешто? Да, секако. Едни од првите апликации на вештачката интелигенција всушност се
препознавање на говор или синтеза на говор. Како што напоменавме претходно, таа има можност да го разбере и нашиот неформален дел на изразување, неструктуриран дел. На тој начин, текстот може да биде преведен во говор или говорот може да биде автоматски конвертиран во транскрипт, што овозможува на пример ученици со оштетен вид да можат да ги слушаат книгите. Претходно таа книга требало да се препише во Брајлово писмо, па или требало да се сними како аудиозапис. Сега вештачката интелигенција, имајќи воено пристап до цело светско знаење, таа може да ги преведува на било кој јазик, односно на мајчин јазик на ученикот, сите светски текстови и во исто време да ги долови во формат кој е најсоодветен за профилот на ученикот. Доколку некој ученик има проблем со слухот, видеозапис каде што има говор може автоматски да биде конвертиран во текст. Сликите можат да бидат објаснети од страна на вештачка интелигенција и доловени повторно до луѓе кои имаат одредени проблеми, да кажеме, со директен пристап до визуелни содржини. Така што вештачката интелигенција е веќе зрела да биде имплементирана како адаптивна, односно асистивна технологија во формалниот процес. И сега тука недостасуваат можеби во Македонија платформи за дигитално учење, односно онлайн учење на далечина, каде што вештачката интелигенција би можела директно да се имплементира како дополнителна алатка за адаптација, односно персонализација на тие содржини за ученици со посебни потреби. Но не е никогаш доцна за да ги создадеме тие услови и мислам дека треба да ни биде во првите приоритети. Професоре, благодарам многу за денешното интервју. Се надевам дека и следна прилика ќе ни бидете гостин во студио со цел да ни дообјасните што тоа значи имплементација на вештачка интелигенција во образованието, со цел да се искористат само позитивните ефекти. На моје задоволство, благодарам вас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со професорот Анис Сефенидис во однос на имплементација на вештачката интелигенција во образованието, а